Дефинитивно националната стратегија за млади за 2023-2027 година е еден од најважните стратешки процеси, да го кажем, од државата, и тоа е нешто што го детерминира правецот каде сакаме да ги видиме младите во наредните 5 години, и токму потребата од што поголемо вклучување на младите и партиципација во овие процеси е важно, и токму затоа организираме еден караван на посети во повеќе општини со цел да оствариме средби со млади, форми на младинско организирање, политички подмладоци и представници на институции, да го слушнеме нивниот глас, да ги слушнеме нивните коментари, забелешки на веќе постоечкиот драфт текст кој што постои и е објавен на електронскиот национален пропис на регистри, каде што секој може да коментира и да даде забелешки, но сметам дека е поважно кога вака имаме прилика со еден физички настан да ги слушнеме нивните коментари, забелешки и да ги вметнеме токму оние барања и потреби кои што ги имаат младите од различни локални средини, затоа што сепак и вон Скопје постојат и други средини и фактички млади кои што сакат да бидат дел од овој процес, но и дефинитивно преку ова да ги остварат своите права и интереси. Клучно прашање е колку младите се заинтересирани да дадат активно учество во изработка на таа стратегија, бидејќи ова е драфт верзија, каде што они треба да дадат свои сугестии, забелешки. Клучен, односно, има ли интерес кај младите? Од она што го гледаме, кога одиме на терен и кога сме за секојдневна комуникација со младите, дефинитивно има интерес, но сепак мора да и ние и како институции и како луѓе кои што сме вклучени во креирање на овој процес да има возможиме и дополнителни канали на комуникација, затоа што не е доволно само физичко присуство, и по тоа гледаме дека има интерес затоа што ти имаат прилика да коментираат преку различни онлайн алатки, преку социјални медиуми, им оставаме повеќе начин да го кажат мислењето. Не радува тоа што имаме различни групи на млади, значи не се само млади од граѓански сектор, туку веќе имаме млади кои што се припадници на политички подмладоци, кои што се дел од различни институции, и така се создава една добра хетерогена група која што дефинитивно јавно ги искажува своите барања и ставови, но сепак овде ние нема да завршиме само со организирање на локални консултации, затоа што се предвидени уште голем број на настани кои што дефинитивно ќе овозможат на младите да го кажат својот глас. Што нуди оваа драфт верзија, односно кои се оние сегменти каде што претпоставно таа стратегија нешто се планира во наредните 4 години, барем до 2027. На што е даден фокусот во овој следен период? Претходно и прашав за да немаме и одливи на младите, но и да бидат проактивни во креирањето на тие политики. Ова стратегија пред се појавува во еден момент каде што имаме завршување на ковид криза, каде што во моментот имаме енергетска криза, и дефинитивно барањата на младите пред тоа и сега не се исти, и токму како резултат на она што ние го согледуваме како секојдневни проблеми во секојдневна комуникација со младите, гледаме дека освен проблемот кој што се јавува со вработување, од друга страна им овозможуваме простор тие да бидат што повеќе активни во донесување на одлуки на локално и национално ниво, им даваме простор истите да се декларираат и да бидат дел од тој систем на младинска работа, да бидат многу важен елемент е тој да бидат информирани, и токму затоа се дава тој аспект на мерки, на овие стратешки приоритети, но исто така се посветува сериозно внимание и на менталното здраве, затоа што знаеме младите со какви проблеми се случуваат на денешницата, и кога ќе земеме сето тоа како еден сегмент од секојдневното функционирање, можеме да видиме дека тоа се испреплетени области каде што на крајот од денот има една цел, а тоа е да се подобри таа социоекономска положба на младите во државата, да си ги задржиме овде, од друга страна да им дадеме шанси и можности да го искажат тоа што го мислат, да се себе реализираат и да бидат активни чинители во сите процеси. Со еден збор ние ги мотивираме да бидат критички настроени, но од друга страна и ние како институции сме спремни доколку грешиме, да знаеме каде грешиме и токму преку таквиот систем на функционирање да можеме да направиме едно општество баш по мерка на младите.